Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувани медиуми и македонска јавност. Како што наближуваат локалните избори, се почесто и почесто ги слушаме и ќе ги слушаме зборовите опростување, задолжување, репрограмирање, можност за планирање и целиот фокус на локалните самоуправи. Еве го дојде клучниот момент кој постојано го потенциравме во текот на расправата за буџетот за 2021 година, а кој се нарекува преоптимистичко планирање на приходите. Денес колегите од мнозинството предлагаат законски измени со кои градоначалниците добиваат уште една можност за да го покријат своето неработење и расипничко трошење, така што ќе ги предимензионираат буџетите за 50%, а што воедно представува и нова можност за општините и понатаму да се задолжуваат. Завршната сметка на буџетот за 2019 година ви е најдобар репер за тоа дека власта ниту успеала да ги собере планираните пари, ниту пак да ги потроши предвидените. Што правела власта, ќе си пресудат граѓаните. До кога вака? Зошто константно ги зацкривате градоначалниците со предизборен политички маркетинг и се фалите како тоа да нема врска со граѓаните? Мислите ли дека граѓаните не чувствуваат дека ова го правите затоа што знаете дека на овој или оној начин утре повторно ќе им ја ставите раката во джеп и ќе си земете колку што ви треба? Сето тоа граѓаните многу добро го знаат, но се уште се надеваат дека ќе биде подобро. Како не се најде ниту еден градоначалник во вашите редови кој ќе знае нешто да создаде, да заработи или да заштеди. Јавниот долг ги помина сите црвени линии и ги вклучи сите аларми за паника, но вие упорно си ја терате вашата песна. Во член 22а велите: доколку на крајот на фискалната година општините имаат остварено вишоци на сметките за блок дотации од буџетот на Република Македонија, а при тоа јавните установи кои се финансираат од блок дотацијата немаат неизмирени обврски, општината со одлука на Советот на општината овие средства може да ги префрли на сметката на основниот буџет за финансирање на нејзините надлежности или на посебна наменска сметка за финансирање на конкретен проект или активност по претходно обезбедена согласност од владата на Република Македонија. Замислете, општините да имале вишоци, општините да имале неизмирени обврски. Ајде и тоа чудо да го видиме. Во сеопштото нарушување на квалитетот на живот во нашата држава и нашето општество во кое животниот стандард е срозен, воздухот и водата криминално загадени, а инфраструктурата занемарена и уништена, ние не смееме да заборавиме да размислуваме за вложување во иднината, ама за вложување, колеги, не за задолжување. Драстична е разликата. Наместо денес да бидете меѓу угостителите кои ви се предвлада и молат да ги разгледате нивните протоколи за отварање и работа на угостителските објекти, за да не пропадне целосно оваа индустрија, вие седите овде и упорно тврдите дека со ова законско решение ќе им овозможите на општините полесно да функционираат во време на COVID-19. За да се случи тоа, најпрви не потребна вакцинација, за да сакаат да ни дојдат луѓе. Да, вакцинација, а не планирање на приходите на ниво од 50%. Изминативе години локалната самоуправа во Македонија се соочува со вистински колапс. Од една страна, сведоци сме на секојдневни партиски вработувања, расфрлања на парите на граѓаните за нелогични и сомнителни проекти, а од друга страна, квалитетот на услугите на граѓаните кои ги нудат општините и комуналните предпријатија се полоши и полоши. Овој факт нема да го сокриете со планирање на приходите за 50%. Паралелно со ова, додека секојдневно читаме за нови партиски вработувања и скандалозни тендери, извештаите на Министерството за финансии потврдуваат за катастрофалната финансиска состојба во која се наоѓаат општините. Така, според последниот извештај на Министерството за финансии, согласно последниот квартал на 2020 година, општините во Македонија должат неверојатни 63,9 милиони евра, што е за 13 милиони евра повеќе од минатата година. Малите и сиромашни општини стана уште позависни од централната власт, иако уште од 2016 година чекаме објективен, правичен, транспарентен и одржлив систем за финансиско воедначување на општините. Да резимирам, новите закони со кои малите и сиромашни општини ќе добијат трошки за покривање на натрупаните долгови нема да им помогнат на општините.
Ова туторско однесување потсетува на родители кои им ги пишуваат домашните задачи на учениците. Наместо да создадат услови и да ги охрабрат самостојно да ја совладаат материјата, да го активираат нивниот капацитет и менаџерски способности, создаваат безрезервни паразити кои со години цицаат од плиткиот граѓански џеп. Ни притисокот на јавноста не успеа да придонесе да се дисциплинираат локалните власти. Општинските буџети повеќе служат за певалки отколку за народни кујни и тука нема што да се додаде. Затоа фабриките преживеаја војни, ама не ја преживеаа власта. Признајте си дека премногу проблематични работи се случија во текот на 3,5 годишното битисување на локалните власти под ваша контрола. Од една страна е разбирливо што општинските власти не успеа да ги остварат предизборните ветувања, затоа што во 3,5 години повеќе се занимаваа со себе отколку со нештата кои што се важни за граѓаните. Во вакви околности не е ни чудо што локалните функционери нерадо одговараат на прашањата и не сакаат да поднесуваат извештаи за сработеното, ускратувајќи ја на тој начин можноста на граѓаните правилно да ја оценуваат нивната работа. Зар не сметате дека јавноста треба да знае што сте сработиле досега, ако сте сработиле било што? Она што успеавте перфектно да го сторите е задолжување на граѓаните затоа што локалните функционери не штедеа ни таму каде што е навистина возможно. Хиперпродукцијата на корупција која е на дело направи ни еден буџетски денар да не е безбеден затоа што, како што волкот не може да ги чува овците, така и веќе докажаните градоначалници не можат со внимание на добар домаќин да се грижат за буџетот. Познати ни се вашите планирања како денешново, кое патем од ваш министер беше предвидено да биде на ниво на 10% и промовирано како реформа во делот на финансирање на единиците на локалните самоуправи. Но наместо тоа, вие инсталиравте градоначалници чија големина се мери со милиони исчезнати јавни пари, еден куп пропаднати проекти, упропастени јавни претпријатија и не е дегутантно да се говори за тоа кој кому му е жена, сестра, брат или кум, ако се работи за јавни пари, кои преку роднинските врски им се одземаат на локалните самоуправи. Дегутантност не постои кога со буџетски пари се полнат џебовите на локалните функционери и преку нив им се одземаат бесплатните учебници, бесплатните оброци и бесплатните екскурзии на учениците, субвенциите на малите семејни фирми, парите за земјоделците, за ранливите групи, за селата, за инфраструктурата и така социјално ги уништувате сите граѓани. Цела Македонија заостанува и на економски, и на демографски, и на секој друг начин, а доказ за тоа се огромните, а за жал неискористени потенцијали. Премногу е жално во денешно време да говориш за рурален туризам до кој гостите не можат да стигнат заради ужасната инфраструктура, заради недостатокот на автобуски линии, заради септичките јами кои само во Македонија се уште постојат. Секој стопанственик кој стави клуч и сите оние кои се пред затварање на своите приватни бизниси нема веќе да молчат. Ке се кренат против системот кој ги руши. За Македонија повторно да дише, треба да се сменат неспособните луѓе. Ова стагнирање на економијата не е природно, ниту пак недоаѓањето на инвеститорите е случајно. Да ви беше дојдено до Македонија, ќе размислувавте како нешто да створите, како да ги намалите непотребните трошоци, наместо само за распродажба и задолжување да зборуваме. Но вам ви е сеедно како се вика оваа земја, која химна се пее и кое знаме се вее, се додека можете да живеете на грбот на граѓаните. Ви благодарам.